Во мирување е работниот однос на полициските службеници инволвирани во истрагата за трагичниот пожар во клубот Пулс во Кочани. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски потврдува дека нивниот статус е замрзнат се додека трае постапката и од тие се изземени од тековните работни обврски во МВР. Јавното обвинителство е оној орган кој што е надлежен да постапува во овој дел од истрагата. Истрагата во делот на полициските службеници кои што се спроведува од страна на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал се уште не е завршено. Така да тој е тој кој што е доминус литис во рамки на целокупната постапка и тој е тој кој што одлучува за преку судските органи за статусот на полициските службеници во рамки на нивното функционирање во Министерството за внатрешни работи, ако ме прашувате во тој дел, нивниот статус е замрзнат, односно они во рамки на овој временски период ќе бидат оддалечени од вршење на функција во рамки на тековното функционирање на Министерството. Тошковски истакна дека институциите се должни да одговорат на прашањата на јавноста и на семејствата на загинатите, посочувајќи дека МВР делува неселективно, професионално и без калкулации. Покажавме дека може да се работи неселективно и покрај сите обвинувања. Покажавме дека можеме да имаме еден нормален пристап кон работите и покрај сите обвинувања од страна на опозицијата. И покажавме дека без оглед на име, презиме, без оглед на кој инволвирал, кој бил близок со кого или кој не бил близок со кого, дека Министерството за внатрешни работи знае да постапува професионално и никогаш нема да дозволи за оној за кој што има докази, за оној кој што има основи на сомнение доведени на одредено ниво, да не процесуира постапка. Пожарот во дискотеката Пулс се случи во април годинава и однесе 62 животи, меѓу кои малолетни лица, а над 200 беа повредени. Во тек е истрага која треба да расчисти со одговорноста на сите директно и индиректно инволвирани. Обвинети се 34 лица, меѓу кои сегашни и поранешни градоначалници, поранешни министри и полицајци.